Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Воздухот на дневен ред, а хепенингот нема да се одржи. Пчелите дадоа помалку мед. Промовирана првата аудиокнига. Прва меморијална трка за Тони Гулевски. Владата веќе подготви измени во Законот за енергетика со кои се предвидува одложување на целосното либерализирање на пазарот на електрична енергија за 5 години. До 15 ноември беше рокот до кога сите мали и средни предпријатија требаше да потпишат договори со трговците на струја. Граѓаните овие договори требаше да ги потпишат до 1 јануари 2015 година. Владата соопштува дека одложувањето се прави за да не го наруши стандардот на граѓаните. Според измените, процесот на натамошна либерализација на пазарот на електрична енергија ќе се одвива во 5 фази. Во првата фаза од 1 јули 2016 година со својство квалификуван потрошувач ќе се стекнат потрошувачите кои во 2015 година имаат остварено вкупна потрошувачка на електрична енергија од над 1000 мегават часови. Во таа категорија спаѓаат околу 100 потрошувачи со вкупна очекувана потрошувачка од 300 гигават часови електрична енергија. Втората фаза ќе почне на 1 јули 2017 година, кога квалификувани потрошувачи ќе станат компаниите со остварена вкупна потрошувачка од над 500 мегавати во 2016 година, односно околу 150 потрошувачи со очекувана потрошувачка од 300 гигават часови годишно. Веќе наредната година, во јуни 2018, на слободниот пазар на електрична енергија ќе се вклучат потрошувачите кои годишно трошат 100 мегавати струја или 900 потрошувачи. На 1 јули 2019 година, кога квалификувани потрошувачи ќе станат потрошувачите со потрошувачка од над 25 мегават часови во 2018 година, поточно околу 3500 потрошувачи со очекувана годишна потрошувачка од 300 гигават часови. И последната петта фаза ќе почне на 1 јули 2020 година и во неа пазарот ќе се либерализира за останатите 65.000 мали потрошувачи и околу 600.000 домаќинства со вкупна годишна потрошувачка од околу 3200 гигават часови. Заседаваше консултативното тело за воздухот и донесе заклучоци како понатаму. Според председателот на комисијата, прво советот да ја донесе методолошката рамка, па ќе се постапувало. Од граѓанската иницијатива Битола сака чист воздух со реакција дека некој се обидел политички да ги смести во некој контекст, а хепенингот кој го планираа за на Магнолија нема да се одржи. Оливера Михајловска. Трета поред седница на консултативното тело за амбиенталниот воздух во Битола заедно со Комисијата за заштита на животната средина, каде се донесол заклучок пред Советот да се стави на гласање методолошка рамка за следење на амбиенталниот воздух, кои мерки и по кој процедурален редослед ќе се спроведува констатирањето на загаденоста на воздухот и евентуалните загадувачи. Имаше заклучок исто да се поддржи граѓанската иницијатива од група граѓани и да истата се стави на дневен ред на наредната седница на Советот на општина Битола. И имаше предлог, заклучок, да се обратиме до Министерството за животна средина, пошто повеќе пати се спомнува во иницијативите некакво загадување од медицински отпад во село Воговарди, да се обратиме до Министерството да ни каже точно дали тоа таму што се прави е во склоп со законот со сите дозволи или не. Седницата денеска ја следеа и од граѓанската иницијатива Битола сака чист воздух. Велат дека своите активности ги продолжуваат, но дека во изминатиот период на нивната иницијатива имало разни обиди за наштетување. Ова е последниот обид кој се случи синоќа на нашата Facebook страна, со што видовме како нашиот слоган и фотографија, официјално лого, е искористено со подметнување од страна на непознати личности со цел да не окарактеризираат дека сме припадници на одредена политичка партија, за што многу пати уште еднаш ќе потврдиме дека воопшто не постои никаква поврзаност и сме граѓанска иницијатива која се надеваме дека понатаму ќе премини во едно повисоко ниво кое е Сдружение на граѓани. Дополнително информираа дека во рамки на нивните активности планирале музички хепенинг, за кој уредно доставиле барање плоштад од Магнолија да им се даде на користење в недела, за што првично добиле позитивен одговор.
Но работите за само неколку дена сосема се променија и денес добивме одговор без никакво друго образложение дека нема да можеме да го користиме просторот на избраниот датум и во однапред договореното време. Од самиот почеток на оваа кампања, која е пред се афирмирачка и позитивна, дадовме до знаење дека секој наш чекор ќе биде јавно и транспарентно објавен во медиумите, па во таа насока сакаме да информираме јавноста и за последните случувања преку вас. На крај од иницијативата рекоа дека борбата ја продолжуваат со слоганот "За нас се работи". Попладне во Пинзан информираше дека добиле нов одговор од општината за користењето на плоштадот Магнолија, но хепенингот нема да се случи бидејќи после вториот негативен одговор ги откажале активностите за да го организираат. Реагираат на како што велат различните одговори за една иста работа во кусо време. Битолската ЛДП денеска побера од Талески да достави информација и одговори на неколку прашања за воздухот во Битола. Битолчани дишат загаден, нечист и смртоносен воздух, а Битола е еден од најзагадените градови во Македонија, со огромни дневни пречекорувања на дозволените концентрации на опасни материи во воздухот. Имајќи предвид дека доаѓа зимски период, кога интензитетот на загадувањето е поголем, советниците на Либерално-демократската партија бараат градоначалникот на Битола да изготви информација за краткорочни и долгорочни конкретни мерки и активности кои ќе ги преземе градот во насока на ублажување на алармантна состојба предизвикана од загаденоста на воздухот. Истата да ја достави на Совет и во најбрзо време да започне нејзина реализација. Бараме градоначалникот во таа информација да ги предвиди и реализира следните конкретни мерки. Зајакнување на инспекцијскиот надзор во Битола во насока на намалување на сите видови загадувања. Интензивирање на соработката со надлежните државни органи, особено во контрола на загадувањето продуцирано од големите индустријски објекти како што е РЕК Битола. Толку за воздухот и неговиот квалитет, односно дебата за квалитетот. Сега за медот кој денеска се распосла на Магнолија. Оваа година помалку учесници на деновите на македонското пчеларство, а причина била намалениот принос кај пчеларите. Овој период пчеларите треба да обрнат внимание за презимувањето на пчелите. Маја Богоевска. Годинава традиционално по 17-ти пат на плоштадот Магнолија се одржува манифестацијата Денови на македонското пчеларство, чиј организатор е Сдруженијето Нектар. Оваа година имаат помалку учесници. Ова година зедоја околу 20 учесници, учествувано 20 учесници. Тоа се должи на намалениот принос во пчеларството за оваа година и релативното намалено производство на мед во самата година. Причините се различни, временските услови се најголемата причина, големата влага во климата си допринесија за намалениот приход во медот. Овој период пчеларите треба да обрнат повеќе внимание на пчелите. Тоа е индивидуално, секој пчелар треба да обрне внимание баш во овој период, можеби малку поназад еден месец, да види пчелните семејства во каква состојба се. Значи, ако нема доволно храна, треба да интервенира, да ги прихрани со цел, значи да ја презимат зимата. Значи, тоа секој индивидуално треба да си го превземе во својот пчеларник. Секој пчелар, мислам дека го имаат превземено, кои го немаат, крајно време е тоа да го превземат во овој период сега. Бидејќи е добро, се уште може да се прихранат пчелните семејства и да си стават доволно залиха за да може да презимат зимата некаде до април месец следната година. Општина Битола ги поддржува пчеларите. Секогаш е голема борбата, максимална е борбата за здрава храна. Во таа смисла, сигурно дека е добро ова што го правиме овде на плоштадот Магнолија, веќе традиционално. Јас им давам максималната поддршка, знам и слушам за проблемите кои што ги имаат. Во секој случај, во делот на стручноста, оставаме тоа да го решат со стручните луѓе и се разбира со поддршка на соодветното министерство. Доколку им е потребна помош од локалната самоуправа во делот на презентација на своите производи, стоиме на располагање 100%, впрочем како и за останатите. Имаме одлична соработка и со Стопанската комора, со стопанствениците, со производителите. Во таа смисла и медарите се многу значаен дел од нашата општина. Манифестацијата ќе трае до недела. Денеска Лајонс клуб Битола ја промовираше аудиокнигата Вечноста на Битола од археологот Аница Ѓорѓиевска во рамки на одбележувањето на 9 октомври Лајонс светски ден на видот. Првата аудиокнига е снимена на македонски и англиски јазик. Маја Богоевска.
По повод 9 октомври, Лајонс светскиот ден на видот, Лајонс клубот Битола го промовираше хуманитарниот проект Подари аудиокнига, чиј автор е председателот на клубот, доцент доктор Маријан Танушевски. Се вели дека лајонсите се витези на слепите борци против темнината. Лајонс организацијата посветена на овие лица, на наши сограѓани, наши пријатели, наши познаници, секојдневно се обидува да помогне толку колку што може, на секогаш велиме од срце или преку нашето лавовско срце. Во таа смисла ние се определивме оваа година, овој празник, да го одбележиме со промоција на првата аудиокнига, која што е снимена на македонски и на англиски јазик. Аудиокнигата, која е издадена во 70 примероци, содржи избрани текстови од книгата Вечноста на Битола од Аница Ѓоргиевска. Таа вели дека и било тешко да одлучи кои делови од книгата ќе ги избере. Вечноста на Битола всушност е приказ и приказна за нашиот град, кој што е навистина единствен, вечен и величествен. И сите оние настани што го следат низ историските турбуленции, што го прават посебен, е составени токму во оваа аудиокнига. И впечатливоста и велелепноста на ова аудиокнига, секако, е дадена преку нарацијата на Силвана Петрова Насук, која што навистина тоа го направи мајсторски, и верувајте, јас и сега имам трема, а додека го слушав ова CD, дури и солзи ми навираја. Ова е од големо значење, велат од Сдруженијето на слепи лица од Битола. Слепиот човек не може да види, али слепиот човек може да ја слушти ова книга која е за нашиот град, вечноста на наша Битола. Тоа е стварно нешто преубаво и мислам дека ќе се потрудиме да овие книги кои ќе ги добиеме денес, не само ова која ми ја донира мене, него разговор со господинот Маријан, ние се добивме најава дека ќе им подариме на сите здруженија на слепи во Македонија по една аудиокнига ваква да имаат. Бидејќи има што да се слушни за нашиот град, нарочито за нашата прекрасна Битола. И уште еднаш од срце ви благодарам на сите за ова, не само ова помош, не треба да се занемари и на лајонсите кои се трудат на нашите слепи да им помогнат. Овој проект е голема гордост за лајонсите во Македонија. Овој проект има многу големо значење и многу кратно значење. Благодарение на госпоѓата Аница и на нејзиниот труд се создаде подлога да идеите и концептот на лајонсите од Лајонс клуб Битола ги преточат во едно вакво аудио CD, кое е далеку ги надминува границите на локалната средина во која концептот на лајонсите е дека треба да ги детектираат потребите на локалната средина и сите нејзини жители и да се обидат да помогнат најмногу што можат. Лајонс светскиот ден на видот се одбележува во 209 држави. Еве што ќе гледате во продолжение. Новата Махиндра пред земјоделците во Могила. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Пианистката Валерија Занини одржа концерт во рамките на Интерфест. Представници на кафе бар Порта Джез на прием кај председателот на Македонија Иванов. Се повеќе членови на тенискиот клуб Битола и Академија Павловски добитници на награди. Свечено отворен ресторанот Антико. Евростил на македонскиот пазар донесе трактори од брендот Махиндра. Промоцијата беше во општина Могила пред тамошните земјоделци и градоначалникот Пивковски. Во најземјоделската општина Могила промовиран најновиот модел на Махиндра тракторите. Евростил со своите производи на индискиот бренд Махиндра се представи пред големиот број на земјоделци, институции и представници на компании од областа на земјоделството.
Во моментов располагаме со широка палета на трактори, од моделите со јачина од 42 конски снаги, 45, 50, 60, 70 и 92 конски сили. Истите можат да се видат во нашата компанија и да се пробаат. Во моментов исто располагаме и со сервисни тимови кои се специјално обучени од страна на Махиндра, кои што се обучени во најкраток можен рок да можат да го отклонат и секој дефект на тракторите. Располагаме со широка палета на резани делови и по доста конкурентни цени. Махиндра тракторите имаат многу добри перформанси и мислам дека со нивниот квалитет ќе заслужат довербата на македонските земјоделци. Најновите технолошки достигнувања во областа на земјоделството се нашиот предизвик, вели Велковски, додава дека за Махиндра тракторите ќе имале обезбедено и свој сервис. Меѓу присутните во Могила и генералниот менаџер на компанијата Махиндра од Индија, кој рече дека со нивните трактори биле присутни во повеќе од 40 земји во светот. Во 2014 година Махиндра фигурираше во Forbes Global 2000 во сопатна листа на светски најголеми и најмоćни компании мерени по приходи, профит, средства и вредност на пазарот. Имаме производствени капацитети за повеќе од 300.000 трактори во 5 фабрики во Индија. Исто така имаме и 5 фабрики за составување во САД. А нашите трактори низ годините се познати по нивниот висок квалитет, сигурност, леснотија во извршувањето на операциите, перформанси и висока штедливост на гориво. Махиндра тракторите даваат и комплет за одржување бесплатно. Овој комплет има делови за сервисирање за 2 години кои се заменуваат во одредени интервали. За квалитетот на тракторите потврда и од земјоделците. Доволни за 7 години со него се занимаваме, дефект досега никако немаме. Имаме 7200 сати по минута работи со него. Инаку компанијата Махиндра од Индија вработува повеќе од 180.000 луѓе во 100 земји од светот, а е основана во 1945 година. Денеска Македонско патриотското здружение Тодор Александров од Битола одржа панихида за Владо Черноземски. Оливера Михајловска. Во далечната 1934 во Марсеј, Франција, требаше за Македонија да се потпише продолжувањето на тероризирањето на македонскиот народ од Вардарска Македонија, односно наречени Јужни Срби, со Балканската коалиција на големата Антанта и да се зајакне кралството Југославија. Но тој историски момент е променет со македонскиот фанатизам на Владо Ѓорѓиевски Черноземски, кој лојален на ВМРО со својата саможртва го изврши атентатот на озлогласениот крал Александар Караџорџевиќ, владетел на кралството Југославија. Черноземски е роден во Патрик Штипско во 1897-та, кој мигрирал со семејството во Бугарија по палењето на неговото село. Во 1920-та, регрутиран од Тодор Александров, се приклучува кон ВМРО. Познат е по низата вооружени акции во Вардарска Македонија против српската војска и полиција. Тој пред своите соборци секогаш истакнувал дека во борбата за македонската кауза не треба да се води сметка дали тој ќе остане жив, туку да се мисли на успешно реализирање на планот. Черноземски во 1927 година им предложил дека е спремен, ако одобри ЦК на ВМРО, да се нареди со рачни бомби и динамит и да се разнесе во главната сала на Друштвото на народите со цел да се привлече вниманието на големите сили за поробениот македонски народ и пожртвуваната борба на ВМРО за создавање на независна македонска држава. На плоштадот во Марсеј на 9 октомври 34-та меѓу толпата од 30.000 луѓе, 2.000 француски жандарми и српски агенти, по откажувањето на хрватите, Черноземски со букет цвеќе в рака, а во него револвер, извикувајќи да живее кралот, го усмртил Караџорџевиќ. Во својот револуционерен живот, посветен на македонското ослободително дело, Владо Черноземски ја истакнал паролата: "Се додека Македонија е поделена и распарчена, јас ќе се викам Владо Черноземски." Владо Черноземски му служел на македонската кауза. На 9 октомври 1934 година во Марсеј извршил саможртва и загинал под паролата на ВМРО: "Независна Македонија и Македонија на македонците." Нека му е вечна слава.
Искасапен од сабиите на жандармите, Черноземски починал по неколку часа. Бил идентификуван по тетоважата ВМРО, череп со вкрстени коски и паролата «Слобода или смрт». Инаку во Франција патувал со лажен пасош на име Петар Келеман. Закопан е на марсиските гробишта во непознат гроб, за да не може да се слави неговиот подвиг. Нови директори во Битола, согласно законите, општината постапуваше во неколку случаи, каде што имаше истекување на мандатот. Ние ги почитуваме само законите во Република Македонија, имено на дел од директорите кои што беа во јавните комунални предпријатија и во останатите, во дел од основните, средните училишта, еве спомнате зоолошката градина, мандатите се истечени. Значи ние мора да реагираме, има таму и некои законски обврски, кај дел од нив 3 месеци претходно најавуваме измена на директорот и така натаму, негде поставуваме ВД директор, едноставно ја почитуваме постапката. Значи секаде онаму каде што истекуваат мандатите, ние имаме должност, наша обврска е да ја направиме законски постапката за смена или за реизбор на директор. Значи секој од веќе поставените директори нормално има право да се пријави на повторно за да добие мандат и тоа го регулираме со училишните одбори, управните одбори и едноставно во разговор ги сослушуваме. Многу е битна стручната подготвеност, многу е битно искуството, нивната програма, нивните идеи што ги даваат. Така што досега не сме имале некои поголеми проблеми и мислам дека и законски ги почитуваме максимално сите рокови кои што се потребни за избор на еден директор. Во таа смисла, идниот период, доколку се појави повторно некаде веќе блиску времето за истекување на некои од мандатите, повторно ќе реагираме и ќе ги повикаме сите заинтересирани да се јават на огласите за избор на директор. В недела меморијален мотокрос за Тони Гулевски Бабушот, познатиот битолски моторциклист кој загина во сообраќајка на патот Ресен-Битола. В недела со почеток во 11 часот ќе се одржи првиот меморијален мотокрос посветен на битолчанецот Тони Гулевски Бабушот. Трката ќе се одржи во Братиндол. Во недела на 12.10.2014 година во атарот на село Братиндол, Битола ќе се одржи третата трка од отворениот шампионат на Македонија во мотокрос за 2014 година. Во организација на мотоклубот LTD Спорт од Битола, а под покровителство на Мотофедерацијата на Македонија, ова трка има меморијален карактер посветена на Тони Гулевски Бабушот. Човекот кој даде огромен придонес за развојот на мотокросот во Битола и воопшто во Македонија и кој се залагаше мотоспортот да си го завземе вистинското место во семејството на спортови. Учество на трката ќе земат околу 30 учесници. Техничкиот преглед започнува од 8:30 до 10 часот, а од 10:30 до 11 часот и 30 минути квалификации и тренинзи. Во 11 часот и 30 минути започнува свеченото отворање на мотокросот. Во името на семејството Гулевски, МК LTD Спорт и председателот господја Вера Гулевска, во мое лично име ја користам приликата да се заблагодарам на сите оние кои несебично го поддржаа овој настан. Тоа се општина Битола и градоначалникот. Градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Талевски, Гордана Бошевска Цветковска, Зоран Ристевски Цермат, Саша Јанакиевски Еко клуб, јавно комунално предпријатие Нискоградба, МК Александар Скопје, Сашо Ристевски и уште доста други. Морам да го спомнам и Сервис Боби. Инаку 45 годишниот Тони Гулевски беше председател на мотоклубот LTD од Битола, организатор на мототрките Братиндол и главен спонзор на битолските моторџи. Животот го загуби во сообраќајна несреќа на 10 јуни годинава. Еве што донесува светот. На километар од границата на Сирија со Турција се случува пекол. И за други вести од светот по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за ова недела гласи: дали треба да има екстерно тестирање и за студентите? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
Во неколку градови ширум Турција синоќа продолжија протестите и судирите на курди со полицијата, при што бројот на загинатите во немирите достигнал 23 лица. Судири имало во градот Мардин, во Истанбул, Дијарбекир, Агра. Демонстрантите палеле автобуси, полициски возила, обивале продавници. Во Истанбул градските власти соопштија дека се уапсени 66 учесници во немирите, а 52 лица се повредени, меѓу кои и тројца полицајци. Немирите не ги зафатија туристичките места. Во провинциите Анталија и Мугла, каде што се наоѓаат повеќето хотели, ситуацијата е мирна. Во протестите учествуваат главно турски курди, приврзаници на прокурдските партии и на сепаратистичката ПКК. Како причина за демонстрациите се наведува случувањето во сирискиот град Кобане, каде се водат жестоки борби меѓу групата Исламска држава и курдските бунтовници. На километар од Турција се случува пекол, воздушните напади не се доволни. Во сирискиот град Кобане речиси целосно населен со курди не престануваат жестоки судири со припадниците на Исламската држава, кои влегле во делови од градот, а Соединетите Американски држави и Британија предупредуваат дека воздушните напади нема да бидат доволни да ги спречат джихадистите да ја преземат контролата врз тој стратешки важен град на границата со Турција, пренесува Reuters. Портпаролот на Пентагон кажал дека САД и нивните сојузници прават се што можат од воздух, но дека постојат ограничувања во тоа што може да се постигне во таа кампања. А сличен став изнел и британскиот министер за надворешни работи Филип Хамонд, пренесува BBC. Турција ја затвори границата за курдските борци од Турција да не можат да им помогнат на своите сонародници во борбата против джихадистите, поради што турските курди протестираат. Сајбер джихад, оваа битка против исламистите, Западот тешко може да ја добие. Во борбата против екстремистите и джихадистите, Европа мобилизирала нови сојузници – Google, Twitter, Facebook и Microsoft за на електронскиот фронт, заедно да се спротистават на објавувањето на видеоснимки кои се застрашувачки за јавноста, но ги фасцинираат кандидатите за джихад. Представници на 4 големи американски компании вчера биле повикани на дискретна вечера со министрите за внатрешни работи на Европската унија во Луксембург, со цел да се пронајде форум за диалог меѓу оние чија задача е да го уништат секое загрозување на слободата и оние кои се загрижени за истото, пренесува француски весник. Кучето на медицинската сестра од Шпанија Тереса Ромеро Рамос, заразена од ебола, е успиено и покрај протестите на активистите за заштита на животните и масовните критики на социјалните мрежи. Шпанските власти донесоа ваква одлука со цел да се избегне евентуално ширење на смртоносниот вирус. Протестите на активистите за заштита на животните во Мадрид не ги спречија ветеринарите да се пробијат низ толпата луѓе собрана пред станот на болничарката заразена од ебола и да го однесат нејзиното куче Ескалибур на успивање. Кратката, но интензивна борба за животот на кучето почна откако во вторникот шпанските власти соопштија дека животното мора да биде успиено, иако не постојат докази дека вирусот може да се пренесе од куче на човек. Во голем дел од источна Украина битките замолкнаа како резултат на едномесечното примирје, но на аеродромот покрај Доњацк тие продолжуваат со несмалена жестина и се претвараат во блескав символ за западната интеграција на земјата во скршеното огледало на перспективите на незината иднина. Новиот терминал, кој европските фудбалски фанови го користеа во 2012 година за да стигнат до некои од надпреварите, каде Украина беше домаќин, сега се направени решето затоа што е тоа стратешка цел за силите на прозападната влада во Киев и за бунтовниците, која влечат поранешната Советска република назад кон орбитата на Москва. Аеродромот се наоѓа на 10 километри од центарот на градот. За украинската армија, која го превзема аеродромот од бунтовниците по жестоките битки, на крајот на мај тоа е најблиската позиција до Доњацк, главниот центар и утврдување на сепаратистите, каде во април бунтовниците прогласија Народна република. Конечно топло есенско сонце не огреа денес. Дали ќе го има и утре и други ден од метеото натера. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.